Во редовната рубрика Моje здравје денеска фокусот го ставаме врз болестите на окото. Глаукомот е втората причина за слепило во светот, а истражувањата покажуваат дека приближно 2 до 3% од популацијата постари од 40 години боледуваат од некој вид на глауком, а се претпоставува дека кај дури 50% од случаите е непрепознатлив. Овие загрижувачки податоци треба да бидат причина повеќе да водиме грижа за нашите очи, а дали за тоа како и дали може да се детектира глаукомот и кој е третманот кој што се преминува кај овој вид на болест на окото. Утринава разговараме со професор доктор Весна Димовска-Јорданова, офталмолог. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро. Досегашните искуства покажуваат дека глаукомот е можеби најподмолната болест во медицината, бидејќи заболениот не забележува ништо. 50% од заболените всушност не се ни свесни дека го имаат. Од друга страна пак познавањето на значењето на оваа болест е првиот чекор за заштита на видот. Што точно представува глаукомот? Па само пред да одговорам на прашањето кое ми го поставивте, станува ова што сега ние ќе го зборуваме се однесува на најчестата форма на глауком, тоа е така наречен примерен глауком со отворен агол. Ова го нагласувам заради тоа што ова е најчеста форма, кај над 90, околу 95% од заболените со глауком, меѓутоа она друга форма на примерен глауком со затворен агол е форма на глауком која што нема таков подмолен тек, заради тоа што клиничката манифестација на болеста се одвива со многу значајни симптоми кои што упатуваат на потреба од итен и тоа болнички третман во смисол на соодветна офталмолошка установа. Но сега да се вратиме на прашањето што представува глауком. Глаукомот во минатото се поистоветуваше само со зголемениот очен притисок и по дефиниција зголемениот очен притисок или интраокуларен притисок беше еден индикатор дека станува збор за глауком. Во генерално, да не ја шириме сега дефиницијата туку за гледачите, она што е битно е дека за глаукомот зборуваме за како така наречено мултифакторско заболување, значи заболување за кое што се уште нема една единствена утврдена причина, кај која постојат повеќе ризични фактори, меѓутоа оно што е заедничко за сите форми на глауком е тоа дека предизвикува тешко оштетување на очниот нерв и со тоа доведува до значајно намалување на видот, а понекогаш дури кај еден добар процент од пациентите, особено оние кои не се навреме откриени и кај кои не е навреме започната терапија, може дури да заврши за жал и со слепило. Кои се најчестите причини за појава на оваа состојба на окото? Што вели медицината? Па во тој смисол медицината препознава ризични фактори. Денес зголемениот очен притисок се толкува само како еден ризичен фактор на кој медицината може да делува со соодветни лекови и да го намали неговото влијание, инаку за разлика од минатото. Конвенционалната, веќе кажав, конвенционалната дефиниција го поистоветуваше покачениот притисок со глауком. Меѓутоа, тоа денес не е така, заради тоа што постои и докажана форма на глауком, кај која што постои нормален очен притисок, тоа е така наречен глауком со низок или нормален притисок, а во однос на еволуцијата на болеста настануваат истите промени, истите оштетувања кои настануваат и кај примарниот глауком со отворен агол, ама со висок очен притисок. Оно што треба да се има во предвид е дека лица кои што имаат во семејството, кои што имаат крвен сродник кој боледува од глауком, а тоа го гледаме ние кај пациентите понекогаш во 2 или 3 генерации, постои зголемен ризик за развој на глауком и овие лица треба во тек на животот, значи треба да бидат подложени, односно да поседуваат офталмолог на периодични годишни прегледи. Не значи дека секој кој има во семејството крвен сродник автоматски има глауком. Меѓутоа кај нив е сепак зголемен ризикот за појава на таа состојба. Потоа исто така во однос на видовите на глауком, тој примерен глауком со тесен или затворен агол е почест кај особи кои што имаат далековидост, така наречени хиперметропи, и исто така кај азиската популација. Во друг смисол, во однос на ризичните фактори, кратковидоста исто така се поврзува со глаукомот, потоа определени локални и системски хемодинамски нарушувања исто така може да бидат поврзани со глаукомот. Така што постојат повеќе ризични фактори. Оно што исто така важно е дека лицата кои имаат глауком
може да имаат почесто промени на очното дно во смисол на оклузија, односно тромбоза на венските крвни садови, и тоа исто така треба да се има во предвид. Така што лекувањето на глаукомот и размислувањето околу глаукомот не е, како би рекла, црно-бела зона, туку има многу сиви нијанси, и заради тоа околу глаукомот треба доста да се размислува, офталмологот кој го води пациентот да ги има во предвид, бидејќи лекувањето се одвива според одредени доктринарни ставови, меѓутоа секој пациент е индивидуа сама за себе, и лекувањето треба да биде прилагодено на неговата состојба. Покрај овие причини кои што ги споминавте за појава на глауком, дали постојат и други здравствени состојби кои што може да бидат потенцијални фактори токму за развој на глаукомот? Значи, глаукомот покрај формата како примерен глауком може да се манифестира и како секундарен, односно како компликација на други заболувања. Било да станува збор за состојби на окото кои што може да бидат причина за настанување на глаукомот како компликација. Да кажеме, една од најтешките форми на глауком, која што е многу тешка за лекување од една страна, од друга страна со многу сериозни последици по видот, тоа е тој така наречен неоваскуларен глауком, кој што се јавува како компликација и како последица на васкуларните заболувања на мрежницата. Најчесто се тоа промените во смисол на една напредната диабетична ретинопатија, значи компликација на диабетот, или оно што веќе го кажав, венските оклузии. Од друга страна, исто така постојат и други форми на секундарен глауком, кои што може да бидат поврзани со одредени системски заболувања, понекогаш дури може да бидат поврзани и со прекумерна употреба на некои лекови, глаукоми кои што се манифестираат како компликација во рамки понекогаш и на една катаракта или состојби кои што се поврзани со нарушување на транспарентноста, значи на провидноста, ама и на локализација на леќата. И некои други форми на секундарен глауком кои поретко се сретнуваат. Зголемениот очен притисок е само еден индикатор за можна појава на глаукомот. Кои се оние нормални вредности на очниот притисок и дали секое покачување на очниот притисок значи всушност дека личност има глауком? Токму тука сме сега во зоната на нијансите, оно што го кажав, значи нормални вредности на очниот притисок се движат во рамки од 10 до 22 мм живен столб. Значи 22 мм живен столб е горна граница, според некои автори понекогаш до 24, меѓутоа 22 мм се смета за некоја прифатена горна граница на нормални вредности. Меѓутоа, тоа автоматски не значи дека особи кои што имаат зголемен очен притисок, дека навистина имаат глауком, или дека ќе развијат глауком, или дека треба да бидат лекувани во смисол на терапија која што е потребна кај оваа болест. Во еден добар дел од овие ситуации зборуваме за така наречена очна хипертензија, каде што постои само зголемен очен притисок, а при тоа не постојат промени на очното дно во смисол на оштетување на очниот нерв, и исто така нема промени во видното поле, заради тоа што кај оваа најчеста форма на глауком првите промени се рефлектираат на оштетувањето на така наречениот периферен вид. Да скратам за да биде појасно за гледачите. Очна хипертензија, доколку постои само како зголемен очен притисок, не се лекува, туку се следи со сите клинички прегледи и диагностички испитувања кои што ги правиме во смисол на глауком. Меѓутоа, треба да се има во предвид дека и кај еден дел од овие особи во тек на еден одреден период, просечно се смета некаде 5 години, може да дојде до промена на состојбата и премин од очна хипертензија во примерен глауком со отворен агол, што значи дека може да развијат промени на очното дно или испади во видното поле, и заради тоа офталмологот кој го води пациентот врз основа на целокупната состојба на пациентот, висината на очниот притисок, возраста на пациентот, неговата професија, изложеноста на одредени ризични фактори, треба да процени во кој момент треба да од една очна хипертензија треба да процени дали ќе се развие форма на глауком и при тоа да препише соодветна навремена терапија. Колку е важна раната детекција на глаукомот и може ли воопшто да се превенира оваа состојба на окото? Колку е бројот пациентите кои што доаѓаат кај вас, доаѓаат со сериозно развиени симптоми на глауком и во што всушност се состои самиот преглед за откривање на глаукомот? Најважна е раното откривање на глаукомот. Меѓутоа, ние не секогаш не можеме да го превенираме развојот на глаукомот. Меѓутоа, можеме да навремено, ако ја започнеме терапијата, можеме да ја
контролираме состојбата, односно ние го контролираме очниот притисок и на тој начин влијаеме на еволуцијата, односно на развојот на болест. Од тие причини многу е важно да се мисли на глаукомот. Во рамки на редовните офталмолошки прегледи задолжително секогаш се мери очниот притисок, а она што се често се случува за жал и во денешно време е тоа да прв пат се соочуваме или дојдат на преглед пациенти кои што веќе имаат значајно напредната форма на глауком, кој глаукомот е случајно откриен во рамки на редовен офталмолошки преглед или ако пациентот забележал дека има главоболки, дека му е потребно, има промени во очилата кои што ги користи за секојдневно гледање или за читање, не му е соодветен, смета дека диоптерот не му е соодветен, многу често станува збор за глауком, заради тоа што глаукомот дури и со висок очен притисок е многу подмолна болест, како што кажавте, заради тоа што притисокот не е толку висок и нема клинички евидентни знаци за кои што би го упатиле пациентот на потреба од посета на офталмолог, што значи дека притисокот е со зголемени вредности, меѓутоа нема црвенило на окото, нема болка, нема нагло намалување на видот, нешто што го има кај таа другата форма на примерен глауком со затворен нагол, и поради тоа луѓето досна забележуваат дека навистина имаат сериозен проблем. Сосема накоси околу уште едно важно прашање, колку генетиката игра улога во оваа болест и дали станува збор за наследна болест? Па тоа мислам дека веќе делумно го одговорив кога зборувавме за ризичните фактори. Денес се смета дека генетиката навистина игра улога. Дури многу се работи во експериментален смисол на овој вид на испитувања. Дури е детектиран и одреден ген за кој што се смета дека е карактеристичен за особи кои што имаат глауком и дека тука има значајна една семејна предиспозиција. И при прегледите со пациентите ние задолжително ги прашуваме дали некој во семејството имал зголемен очен притисок. Меѓутоа, тоа не е единствен ризичен фактор. Има, за жал, се уште простор за нови испитувања, заради тоа што глаукомот е се уште, како што кажавте, втора водечка причина за слепило. Доколку не се третира навремено, можно е да настане целосно и неповратно слепило благодарение на глаукомот. Проценките на Светската здравствена организација се дека 4,5 милиони луѓе во светот се слепи благодарение на глаукомот. Споменавме дека во светот се уште не постои лек кој што може да го излечи глаукомот, но постојат медикаменти и операции, односно хируршки интервенции кои што може да го успорат или евентуално да го спречат понатамошното губење на видот. Како најчесто се третира состојбата на глауком? Оно што сакам да го нагласам и често го нагласуваме фактот дека глаукомот представува хронична болест, кај која, доколку навистина станува збор за потврдена диагноза на глауком, терапијата која пациентот ја добива во форма на капки, ако станува збор за глауком кој што се регулира со таа медикаментозна терапија, терапијата е хронична и доживотна. Постојат други форми на лекување, тоа се лазерскиот третман кај двата вида на глауком и хируршкиот третман, односно регулирање на притисокот со правење на оперативен зафат. Она што е многу важно да го знаат гледачите, пред да зборуваме на кратко за капките, е фактот дека сите видови на лекување кај глаукомот делуваат само на зголемениот притисок, што значи дека со видовите на третман се задржува и се контролира состојбата која што е утврдена во моментот на откривање на болеста и, како што кажавте, се превенира или се успорува влошувањето на состојбата. И сега, во однос на капките, постојат вообичаено 3 групи на лекови кои што ние ги препишуваме во зависност од висината на притисокот, од возраста на пациентот, од претходната состојба, значи од состојбата во времето на откривање на болеста, и тоа се капки кои што може да се ординираат од групата на тие така наречени неселективни бета блокадори, како што е тимололот, потоа групата на лекови, како што е тоа на гледачите им е позната, зопт кои делуваат на друг начин, немаме многу време за механизмот да го објаснам, и третата група на лекови кои што предизвикуваат најголемо намалување на очниот притисок и кои што се препорачуваат како прва линија на третман, тоа се така наречените простагландински аналози, заради тоа што се употребуваат еднаш навечер, еднаш дневно во 24 часа вообичаено навечер и делуваат на преку најголемо намалување на очниот притисок.
И конкретно разговорот останува уште да констатираме дека токму со навремената дијагноза и терапија на глаукомот истиот може да се контролира и секако да се спречи целосно и неповратно губење на видот. Професор Весно, благодарам за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Секогаш е погодно време да се говори за важноста на здравјето на нашите очи и оние превентивни прегледи кои се чини се од пресудно значење барем кога е во прашање глаукомот како состојба која што сериозно може да го наруши нашиот вид и да доведе до состојба на неповратно слепило. Благодарам на поканата. На глаукомот треба да се мисли во тек на целата година, а не само во тек на еден месец како што тоа вообичаено го правиме во март. Благодарам уште еднаш, ние се гледаме во следна прилика. Благодарам.